Постои една тенденција во последниве, па би рекла 2-3 години, тенденција на постојано пропишување некои нови санкции, некои нови фискални оптоварувања за граѓаните. Ке се концентрираме на глобите, меѓутоа би спомнала во кривичниот закон имаме хемиска кастрација и тука сме навистина во негативна смисла лидери во Европа. Има уште во Полска и кај нас. Понатаму ја продолживме казната затвор од 15 на 20 години без некоја посебна јавна дебата, граѓаните тоа ми се чини дека и не го знаат. Меѓутоа кога ќе стане збор за глобите, тука веќе се наметнува потребата да уште еднашка вака гласно го прочитаме она што е низ законите предвидено. 2004 година кога се менуваше уставот беше речено дека прекршоците се тесното грло и дека е потребна промена на уставот со цел најлесните прекршоци, значи повторувам најлесните прекршоци, да бидат во рацете на управните органи. Како тесното грло се претвори во длабок џеп, веројатно ќе биде еден од заклучоците на оваа дебата или ќе настојуваме тоа тука да го продискутираме. По повод донесењето на законот за прекршоци беа донесени уште 230 материјални закони. Знаете, има еден антички драматург Теренс, он вели корруптисима република плурима легес. Вели што повеќе закони, толку покорумпирана држава. Дај Боже да не бил Теренс во право. И сега, во сите овие донесени закони, проблемот е што многу често исклучоците не стануваат правила, а правилата ги подзаборавивме. Имаме инфлација од норми во која што веќе ни правниците не се сноѓаат, а камоли обичниот граѓани. Имаме вишок одредби во законите кои што дефинираат термини кои што ни се нас, би рекла, јасни без донесување на законот. Например, што е велосипед? Дека е тоа возило со најмалку 2 тркала што се движи со силата на возачот. Што е ноќ? Значи ноќ, период од првиот самрак до целосно разденување. Што е депонија? Не е тоа што вие мислите, тоа е неуредено зеленило. И значи, да не редам, мноштво вакви примери кои што зборуваат дека навистина на моменти законите содржат одредби кои што се едноставно непотребни. И сега, но не е секогаш така. Морам да ви признам, за потребите на оваа дебата настојува да ги извлечам неколку примери од прекршочните глоби, вака како воведна би рекла провокација за дискусија и дојдов до резултати кои што, морам да признам, не многу ми се допаѓаат. Ако почнеме со ова последното, значи увото на ѕидот од соседот. Зошто ова го кажувам? Бидејќи 1000 евра е казната ако не пријавите семено насилство. Понатаму излегува дека немате каде да се скарате. Значи, немојте да се расправате. Ова како од Библијата ви звучи. И да се ви кажам зошто е тоа така. За расправија во дом 100 до 400 евра глоба по закон за нарушување на јавен ред и мир. Исто расправање на јавно место. Исто расправање во заеднички простори во објекти за колективно одобување. Значи, едноставно немаме каде да се расправаме. Добро да се воведе ред. Во делот на сообраќајот и воведен ред и со дел од прекршоците сме согласни. И навистина треба да биде така. Меѓутоа со дел од нив, навистина човек не знае како кој став да го изгради. Например, имате глоба со која што е забрането скијање по коловоз. Не знам што штитиме, кога би се случило да сретнете некој што скија по коловоз. Понатаму имате глоба од 100 евра за кал во гумите. Па имате глоба за излижани гуми. Значи, знаете како, сега дозволивме да се увезат стари автомобили, па се поскапи регистрацијата, па сега имаме вакви некои дополнителни оптоварувања. Да не зборувам оваа глоба која што не ми јасна како на родител, вели 250 евра, глоба за родител, чие дете по 10 години вози велосипед. Това возилото со 2 тркала што ви го кажав на почетокот. Глоби и за оние што се најранливи, мајстори, хигиеничарки, дадилки, кои што мора да бидат сега лиценцирани. Зошто? Затоа што глобите се движат неверојатни 1500 до 2000 евра, 2500 евра за нечијата. За прв пат кога ќе го затечат. За следниот пат 6 до 9000 евра. Значи, главниот проблем ни е во нешто што значи
како би рекла, непропорционалност на она што е сторено, визави она што е главната санкција. Понатаму, ако живеете во куќа и имате двор, немојте да сечете дрва во дворот без дозвола, бидејќи тоа е казниво. Од една страна, а од друга страна морам ви кажам дека сите зеленила во централното градско подрачје беа исечени. Се сеќавате, имаше жив штит пред Бристол и беше повикана полицијата да асистира. Како во предвесниците на арапската пролет, полицијата кого штити од кого, власта од граѓаните. Треба прилика да биде обратно.